Добро вечер. Вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Убиен вооружен маж кој се обидел да влезе на имотот на Трамп, Мар-а-Лаго во Флорида. Носел пиштол и канистер со гориво. Колку втора лига членство во Европската Унија е добра опција за Македонија? Кои се можните придобивки, а кои потенцијалните замки? Законот за заштита од пушење ќе се донесе, но нема веднаш да се казнува. Угостителите добиле ветување од владата дека ќе имаат време да се прилагодат. Државниот пазарен инспекторат ќе настапи на терен и ќе не едуцира, ќе ни покаже што конкретно треба да промениме во нашите локали. Федерацијата на ветеринари на Европа бара зголемување на буџетот за здравствена заштита на животните. За неколку години се намалил двојно. The work of the vet is more appreciated and that there is more money in the system. Неколку стотици маски дефилираа на карневалот Прочка во Прилеп. Ги предводеа мечкарите. Од сите градови од Македонија, пристигнаа гости од странство. Синоќа блесна и струмичкиот карневал. Продолжуваме со домашните теми. Европската комисија не открива дали се работи на конкретен план за измени на процесот за пристапување на нови членки, кои за разлика од сегашните не би имале право на глас, но по изјавите на премиерот Мицкоски кој посочи дека за ова се погласно се говори во Европската Унија, во земјава веќе се отвори дебата дали е тоа добра или лоша опција за Македонија. Анализата ја има Ивана Стојановска. Колку е реална можноста Македонија да стане членка на ЕУ во 2027 во пакет со Украина, Албанија и Црна Гора, како дел од еден поширок план, поврзан со мировен договор за Украина. Според аналитичарот Петар Арсовски, ваквото сценарио е тешко остварливо, но не и невозможно. Но смета дека за Македонија подобра опција е полноправно членство во Унијата. Мислам дека не е невозможно, имајќи го предвид новиот апетит од безбедносни причини на Европската Унија за проширување на Западен Балкан и притисокот кој се создава заради Украина, кој рефлектира и на нас за да не останеме слепо црво во проширувањето. Но мислам дека е тоа далеко од официјална иницијатива. Ние во моментот имаме преговарачка рамка со услов уставни измени која не води во моментот како што е направена преговарачката рамка до полноправно членство. Илузија е да се смета дека евентуално асоцијативно членство би ги исклучила уставните измени како услов. Тие ќе останат услов и во асоцијативното членство. Сега прашањето е, ако веќе цената ја плаќаме еднаква, зошто би прифатиле утешна награда наместо полноправно членство? Новинарот Бранко Геровски гледа компромисен план во ваквото сценарио за членство, но е на став дека тоа нема да значи и крај на условувањата за Македонија. Идејата е како да кажем добра, привлечна е, таа е блиска до она идеја Европа со две брзини, Европа со повеќе брзини, Европа со А и Б лига, за која се зборува веќе десетина години, меѓутоа не постои консензус во Унијата за такво прашање, особено кога станува збор за Украина. Во принцип тоа би било едно брзо, краткорочно решение за влегување на група земји во Б лигата на Европската Унија, но лично сметам дека тоа е прашање кое не е остварливо и не е многу реалистично. За Македонија, пак и тоа сакам да предупредам, тоа нема да значи крај на проблемите со Бугарија и крај на условување од страна на Бугарија или евентуално и од други земји членки на Унијата. Било какво членство во Унијата според Андреа Стојковски е добро за Македонија и од економски и од политички аспект, но според него периодот од една година е краток за реализација на една ваква идеја. Тешко остварливо е сето тоа да се постигне до 2027 година. Ако е потребно да се искаже подготвеност од страна на државите што пристапуваат дека би се откажале од условно кажано проявењето на проблеми,
ако правото на вето е тоа, за да може да се продолжи со ваквото размислување, можеби е добро. Меѓутоа, не мислам дека таква дискусија ќе може да се заврши во текот на 2026 година, за да може да се регулира правно, да се прифати од страна на сите држави членки. Во однос на ваквите можни сценарија, од Европската комисија за Канал 5 порача дека не сакаат да коментираат шпекулации и дека процесот на пристапување кон ЕУ е јасно воспоставен. А власта и опозицијата засега се предпазливи и воздржани околу оценките за идејата. Велат дека ќе се изјасна доколку стане и официјален предлогот на Европската унија. За жал гледаме дека ВМРО ОКГ и Мицкоски не сакаат во Европа. Тие водат антиевропска кампања, представувајќи Европската унија како булинг кон Македонија, наместо да признаат дека критиките од Европската унија се резултат на неисполнети обврски и реформи кои што се неопходни за членство во Европската унија. Намерно создаваат проблеми со соседите, намерно ги блокираат уставните измени и со тоа ја држат државата во стагнација. Оваа ситуација е врз база на хипотеза, односно хипотетичка ситуација во која што Македонија е спомената како членка на Европската унија, но сепак доставиме на времето да видиме што ќе се случи бидејќи оваа одлука е произнесена од војната помеѓу Русија и Украина. Така што, доставиме на времето, македонската дипломатија продолжува со офанзива, односно да работи за влез во Европската унија како горда и достоинствена држава. Кратци натаму сквернават гробови. Најчеста мета им се бронзените статуи. Вредноста е негде околу 6000 евра, меѓутоа болката што имаме ние после тоа што се случи нема цена. Новиот закон за заштита од пушење неделава ќе биде доставен до владата, најавуваат од Министерството за здравство и уверуваат дека остануваат на предлогот тој да почне да се применува. И покрај реакциите на угостителите, кои вчера на оваа тема имале средба и со премиерот Христијан Мицкоски. На неа не се говорело за рокови, но добиле уверување дека ќе има доволно време за адаптација на објектите и летните тераси. Деталите ги има Здравко Димитров. Ќе стартували од 1 март новата регулатива за пушење цигари. Првичните најави беа дека предлог законот ќе стапи на сила од 1 следниот месец, но тој се уште не поминал на влада. Законот се уште стои на јавна расправа на ЕНЕР, но е затворен за коментирање. Иако беа најавени радикални мерки, од Министерството рекоа дека прво ќе започнат со мека примена на законот преку опомени и едукација, за да се создадат услови за создавање јавни простори без чад. Додаваат дека следната недела ќе биде доставен до влада, пошто би следувала понатамошна процедура. Министерството за здравство интензивно работи на разгледување на пристигнатите забелешки и евентуално усогласување на текстот на предлог законот за заштита од пушење. Нашата цел е истиот да биде финализиран до крајот на следната недела и доставен до владата, пошто ќе следи понатамошната процедура согласно деловничките и законските рокови. Не можеме да соопштиме конкретни и дефинитивни рокови, ниту да прецизираме дали и во каков обем би имало преоден период. Сите детали поврзани со стапувањето во сила и начинот на спроведување ќе бидат јавно и прецизно објавени во моментот кога законот ќе биде финализиран и усвоен во соодветна постапка. На средба помеѓу туристичко-угостителската комора и владата било договорено законот да биде донесен, но да се спроведува преку фази за да може локалите да ги прилагодат објектите на законските регулативи. Од владата беше побарано дека законот ќе треба да се имплементира во пракса нормално што поскоро да се донесе. Меѓутоа и они се согласни дека ќе следи една фазна имплементација на законот. Они ќе ни понудат законско решение како финална верзија. Државниот пазарен инспекторат ќе настапи на терен и ќе не едуцира, ќе ни покаже што конкретно треба да промениме во нашите локали. Во првата година ќе треба ние да направиме, ако сакаме да се пуши на тие тераси, ќе треба физички да бидат одвоени од натрешниот дел. Дозвола за пушење ќе има исклучиво на строго дефинирани отворени простори, кои ќе мора да бидат отворени од најмалку 3 страни и без било какви прегради. Со истиот предлог ќе бидат регулирани и правилата за продажба и изложување. Тутунски производи нема да може да се продаваат во угостителски објекти, на плажи и саеми, а за прекршување на законот се предвидени драконски казни.
Правните лица може да бидат казнети за 2000 до 5000 евра, до 2000 евра за одговорното лице и казна до 300 евра за лицето кое го крши законот. Федерацијата на ветеринари на Европа бара владата да издвојува повеќе пари за програмите за здравствена заштита на животните, откако буџетските средства за оваа намена последните години се двојно намалени. За оваа цел деновиве во посета на земјава беше и првиот човек на организацијата. Игор Манасиевски ги има информациите. Да се зголемат парите предвидени за спроведување на програмите за здравствена заштита на животните, лабораториските и теренските испитувања од ветеринарните служби. Ова е пораката, упатена без ракавици, директно на средбите до владата и до Агенцијата за храна и ветеринарство, под дводневната посета од највисоко ниво на најреспектабилната институција во Европа која опфаќа 330.000 доктори по ветеринарна медицина од сите области на европскиот континент. The colleagues here in Northern Macedonia have resources and they are doing a great job, but they need help. The system needs money and they should be supported as much as is possible by government, by society, because the job the veterans are doing is for the society. It's for One Health, and for this we need that the work of the vet is more appreciated and that there is more money in the system. За неповолната состојба во која се наоѓаат ветеринарите, кои треба на терен да ги контролираат болестите кај животните и со тоа да го штитат здравјето на населението, преку писмо во 2 наврати се обратила и Македонската ветеринарна комора. Тие укажале дека се сериозно загрижени што втора година поред предвидениот буџет е двојно помал во однос на 2020 година и не ги покрива основните трошоци кои ги прават ветеринарите. Кратењето на финансиите е тешко разбирливо, токму во период кога државата е изложена на зголемен ризик од појава и ширење, но особено на заразни болести, како што се африканската свинска чума, антракс, авиарна инфлуенца, њукаселска болест, чума кај малите преживари и болеста син јазик, како и во услови на силен инфлаторен притисок врз трошоците за работа на ветеринарните друштва, при што цените за активностите од јавен интерес остануваат непроменети од 2022 година. Укажувањата на ветеринарите се дека ваквите кратења може скапо да не чинат, бидејќи трошокот за превенција е мал во однос на парите кои ќе мора да се одвојат за справување со евентуална епидемија, а дополнително се доведува во ризик извозот и може да има силен удар и врз руралната економија и вработливоста. Неофицијално информациите говорат дека долгот кон ветеринарите е околу 100 милиони денари за една година неисплатени обврски, како и уште толку кон лабораториите на научните установи кои ги вршат анализите. И покрај ова, ветеринарите во Кумановско успешно се справија со појавата на опасната болест кај овците и козите, за што добија и потврда од тимот од експерти од Европската Унија како дел од ЕУВЕТ. Работите на терен за БРТ проектот ќе почнат во 2027 година, најави градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски во интервју за Радио Слободна Европа. За функционирањето на овој систем набавени ќе бидат и најмалку 30 автобуси, а до тогаш Ѓоргиевски очекува да заврши и набавката на 100 нови електрични автобуси, што ја вети владата. За БРТ-то прво ми е многу драго што конечно со ЕБОР го откочивме процесот. Тоа беше макотрпна работа изминативе повеќе од 3 месеци колку што сум градоначалник во градот Скопје. Верувам дека некаде втората половина на оваа календарска година ќе започнеме со тендерирање на таа постапка. Тоа е сериозен проект за градот Скопје кој што генерално ќе ги среди овие гужви кои што ги имаме сообраќајни, а се поврзани со делувањето на автобусите во трасите во моментот во градот Скопје. Од една страна, од друга страна пак, како што знаете, повеќе од 30 автобуси нови преку овој проект обезбедуваме, што значи дека јас верувам дека некаде на почетокот на наредната календарска година најдоцна би почнале со градежните активности и би почнале со работа на терен. Православните христијани денеска го празнуваат велики поклади Прочка, еден од најголемите верски празници во Македонија и ден во православието, христијанство на меѓусебно простување помеѓу верниците пред почетокот на Великденскиот пост. Прочка е ден на пресврт од зима кон пролет, од тежина кон олеснување, од инает кон прошка.
Најкратката и најтешка реченица што се изговара денеска "прости ми" е воедно и најсилниот белег на празникот. А со празникот се поврзани карнавалите во Струмица и во Прилеп, кои низ маски, поворки и јавни настани ја оживуваат традицијата и ја прават видлива за новите генерации. Така домашните обичаи, прошката, амкањето и огновите се пренесуваат и во јавниот простор, задржувајќи ја својата символика. Ајна нога струмичане, гостени се соберале, ејки дипре мале, идат ново карневале, Со ударот на тапаните и карневалската химна, традиционално и оваа година се отвори финалното дефиле на 36-тиот Струмички карневал. Откако во средата градоначалникот символично им ја предаде власта на карневалистите, вчера од општинската зграда карневалџиите се упатија кон плоштадот и ја направија Струмица, како што велат во химната, центар на светот. Маски од повеќе градови од Македонија, но и неколку држави од регионот и оваа година го одбележаа еден од најголемите светски карневали. Во синокешната интернационална поворка, околу 1000 луѓе учествуваа во 38 македонски и 11 странски карневалски маски. Струмица синоќа блескаше во сите бои, а маскирани беа и граѓани кои го следат настанот што го разигрува градот. Танкица Стојанова од организацијскиот одбор на карневалот вели дека струмичани знаат како да си ја негуваат традицијата. После толку време го гледам Струмичкиот карнавал така на вакво ниво, можам да кажам дека сум горда бидејќи имаме прекрасни креации. Луѓето на вистина го сакаат Струмичкиот карнавал, струмичани си ја негуваат и како традицијата и само така треба да продолжат. Освен Струмичкиот, по повод празникот Прочка, карневал денеска се одржа и во Прилеп, со над 500 маски од земјава, но и од Србија, Бугарија и Црна Гора, во присуство на Ларс Алгел, председателот на Европската федерација на карневалски градови. Веќе мечкарите се низ целиот град, се таму кај што вчера не може да стасат да ги поканат на постиот град за утре. Гостите од сите градови од Македонија, пристигнаа гости од странство и за уште поголема тежина нови настан заради годишнините кои што ги славиме 100 години Прилепски мечкари, 25 години карневал Прочка возобновен. Го имаме и председателот на Европската федерација на карневалски градови. Карневалските денови во Прилеп завршуваат кога прилепските мечкари даваат посен бел грав за сите посетители кои ќе дојдат во манастирот Свети Ѓоргија на Дервен, а најмладите упатија порака да се чува традицијата. Да ја чуваме и негуваме традицијата. Многу од верниците денеска ги посетуваа и вечните почивалишта на починатите, но некои од нив се шокираат од гледката што ќе ја затекнат таму. И натаму гробовите се сквернават од кратци, на кои најчеста мета им се бронзените бисти. За еден ваков случај на гробиштата во Бутел, сторија на Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Скопјанецот Стефан Гаврилов и неговата фамилија останале во шок, откако на гробот на неговите родители ги снимало бистите од бронза. Бистите стоеле скоро 50 години и преку ноќ ги снимало. Семејството Гаврилови реагирале до погребалното предпријатие Бутел, каде им било укажано да реагираат до полиција. Од полицијата направиле записник и случајот се истражува. 2 бисти се украдени од моите родители починати. Вредноста е негде околу 6000 евра. Меѓутоа, болката што имаме ние после тоа што се случи нема цена. На пријавата наша дека е тоа што е сторено, ние имаме написмено да се обратиме до овако СВР, полиција. Членови на фамилијата биле во просторијата од Аде Бутел, каде биле вратени одредени украдени предмети од гробовите, но бистите не биле таму. Гаврилови вела дека 2 бисти од бронза сега на пазарот чинат 6000 евра. Бараат поголема контрола и одговорност од страна на предпријатието и поголема хигиена на гробиштата. Исто така Гаврилов објаснува дека во делот на потпишување на договор со предпријатието не постојат членови за заштита на потписникот, корисникот на услугата. Се крадат вазни, се крадат кандила, се крадат букви,
бисти исто други. Пред 3-4 месеци имаше исто кражба на бисти каде што ги фатија за некоја луда среќа, не знам. Меѓутоа све се краде. Тоа е едно, второ, ја видите сами колку е прљаво. Ѓубре на сите страни, неасфалтирани улици, луѓето газат у кал, а плаќаме. Канал 5 стапи во контакт со предпријатието Бутел. Оттаму ни објаснија дека ќе го разгледаат случајот и утре ќе добиеме одговор за кражбата на бистите. Две угинати ретки птици, бел и црн мршојадец, биле пронајдени вчера во Кавадаречко. Дадени се на обдукција на Факултетот за ветерина за да се утврдат причините за угинувањето, но според првичните сомнежи се работи за труење од угината крава која била најдена во близина. Случајот е јавен вчера во Инспекторатот за животна средина околу 11 часот од Македонско еколошко друштво. Тие птиците се следат со GPS и бугарите се јавиле дека има сознание дека не се движат, така да АКВ, полицијата, Крим и наш инспектор за природа беа на терен, при што наидоа на една мртва крава која била на породување, најверојатно се сомнева дека е отруена, истата е закопана, а двата мршојаци се дадени на обдукција на Факултетот за ветерина во Скопје, пошто ќе се чекат резултатите да видиме што е причината за нивното угинување. Се гледаме во вечерните вести. Имајте убава вечер.